За власта во Македонија клетите фашисти станаа душмани клети. На владината прослава во Крушево фашистичкиот окупатор го снема од песната Абре Македонче. Стиховите "Нека разберат клетите фашисти, македонско име нема да загине" стана "Нека разберат душманите клети, македонско име нема да загине". Вчерашната верзија се разликува од оригиналната која е дело на Коле Чашуле, Крсте Црвенковски и Јордан Михајловски Оцка, двајца од нив Чашуле и Црвенковски, првоборци од Прилеп, токму на 11 октомври 1941. Нека разберат клетите фашисти, македонско име нема да Токму 11 октомври, 81 година подоцна, власта почет кон нив изрази на начин што емитуваше променета верзија од нивната патриотска песна. На прашањето зошто се емитувала ваква верзија на песната, од владата демантираат дека имало политички притисоци за промена на песната, велат користеле променета верзија на аранжманот. На настанот е користен автентичен аранжман, чија хармонизација е правена од Драган Шуплевски, потврдена од Националната опера и балет и Сојуз на композитори. Хармонизација на аранжманот, според нашите сознанија, е правена во доцните 70-ти, односно рани 80-ти. Оваа нова верзија на Абре Македонче доаѓа на само 2 месеци откако беше променета песната во борба. Од оваа патриотска песна беа изоставени Делчев и фашистичкиот окупатор, токму делови кои се проблематични за официјална Софија. Спорните за Бугарија делови ги снема во една прилика и во македонската химна. Пеачката Тамара Тодевска во американската амбасада испеа химната без за официјална Софија проблематичните Гоце Делчев, Питу Гули, Даме Груев и Јане Сандански. На Крушевската република старо младо машко и женско на нозе се кренало. Поради удоволување кон Бугарија, бугарскиот фашистички режим го снема и одговорите на политичарите од власта, не само од патриотските песни и химните, кои власта си ги менува, за да не го налути источниот сосед.